Значи, би било убаво сега да дадеме едно мотивацијско видео за еден наш ученик. Може би сте го виделе претходно на YouTube, пред да се пријавите за обуката. Значи, мислам дека беше Методија Милошевски. Значи, може да видите на 15 август 2013 година. Значи, тоа беше тогаш почна со обуката Методија Милошевски. Значи, погледнете го ова видео, како за 2 месеци си ги врати парите инвестирани во обуката, но ја би сакал нешто друго да ви покажам сега. Значи, може да се погледнете ова сами видео. Значи, малку геймува, ама морам да ти го кажам, кога го купував колата и си го остварив сонот, помислив на многу позитивни луѓе кои ми помогнале да стасам каде што сум и на различен начин се заслужени за мојот успех. Еден од нив се разбира се ти, иако ти има многу пати кажано, еве уште еднаш ти благодарам за се. Еве гледате коментар од Методија Милошевски, значи еден наш ученик кој што си го оствари својот сон и си дојде до своето возило од соништата, значи баш пред неколку дена. Еве наш мобит тука. Значи буквално ова е една добра реклама за еден наш автосалон кој што нуди дури скоро нови возила со гаранција. Еве го муабетот, што како, значи 22.000 дарки за нешто што е 10.2013 година. Значи фантастично возилце. Методија секако дека го заслужи тоа. Значи секој ден има нови идеи кои што ги реализира, значи започнавме заедно со обуката и сега продолжуваме се советуваме секој на своја страна, значи ево мобетот и морам да кажам дека ја го посетив Автоморал маркет со нивните прекрасни возила. Значи планирам некој ново возило таму за мене. Еве гледате тука коментари. 2 години сервис кај нив, што не е ништо страшно. Значи јас уште денес би отишол, тоа беше на 33-ти, ја отидов и направив тест вожње на некој на една S класа и на една GL класа. Така да ова е нешто што ми се допадна мене. Здраве Боже, кога ќе купам ќе постирам сликички. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Океј, продолжуваме со нови содржини веќе утре. Значи, на мало мотивационо видео. Нашиот муабет со Менде од група 22, од група 22, започна на јули 12. Значи, јули 12. Обуката заврши некаде на крај на јуни и стигна до, значи се активира, се посвети на сите оние планирани активности, што го договоривме во текот на обуката. И еве се појавува еден мејл, значи на 12 јули, Мирко, гледам со AdSense, се теракај колеги, како е планот, препорачуваш да почекам малку или ќе ме тераш со сите? А неколку колеги веќе има инсталирано Google AdSense, значи се договараме да инсталираме. Еве, не можевме мато да се договориме. Значи, додуше тоа е истиот ден. Утре барајме, окей. Продолжуваме надолу. Значи, првиот чекор го заврши, му кажав како треба се до тоа да го изведе. Нели, инсталирањето на Google AdSense во 2 чекори. Се зачне првиот чекор и останува наредниот ден да поставиме реклами. Тоа е вториот чекор. Значи, првиот ден пополнуваме информација за нас и нашиот сајт и чекаме одобрение од нивна страна. Значи, Менде имаше неколку проблеми околу реализацијата на монетизацијата на сајтот со Google AdSense. И сега по консултација со мене испадна дека најголем проблем со него, како и со некои други ученици со кои што е успешно го решивме проблемот, е тоа што постоите се преголеми.
Значи поставите се преголеми и тоа предизвикува да рекламите се губат од видно поле. Па затоа, значи, му препорачав на Менде, на Методија Милошевски, да, значи, имаше 300 посети, имаше денови каде што има 300 посети, а немаше клик. Значи, текстот беше превисок, преголем. Значи, премногу големи слики, рекламите се губат затоа што се на почеток и од страна тука и сосема на крај на текстот. И понатаму, значи, малце хумористично продолжува, ова е борба, 400 посети денес, значи се после како што разговаравме, ниту еден клик. Се сплаши од Google и кај Менде ќе му ги собере парите. Океј, продолжуваме понатака. Завршивме подесување и успех. Последните 3 дена се по 2,56, 5,3 евра. Значи, од месец денат кога инсталира AdSense, значи одиме, да, за еден месец стигна до 5 евра дневно и од кога подеси уште нешто, чекаве ќе стигне пинот, е така. Значи, само да те поздравам, да ти кажам дека сум супер задоволен, веќе се терам по 5 плюс евра денот. Сатора ми е исто висок, денови околу 3,75, августот 3,15. Добро. Значи, овој дел ќе го обработиме зашто не одат на вебот од Facebook на страната, имам посебно видео за тоа. Еве, значи со моите тактики кои што претходно да ги покажавме, 2-3 дневно постои ставам до вебот, што да, добро. Само од мојот Facebook треба да има посети веќе 7.500 има на неговата Facebook страна и растам по 4 до 500 фанови на ден. Значи ги применува сите мои тактики. Го форустирам малце сетова малце затоа што продолжува да ги применува моите стратегии. Ептен му е блат сајтот. Треба малце Google да се обране внимание на Google со линкови, ќе го средиме и тоа. Океј, продолжуваме, ги спроведува сите мои стратегии и вчера пред 8 сати да те известам дека супер си оди, сега правам од 6 до 8 евра дневно и плюс еден турчин се резервира на букинг во Тајланд и ме опали 40 евриња. Значи тоа е тоа. Колку би било 6 до 8 евра. Значи 7 просечно по 30 дена, 210 евра, уште малце се исплати обуката. Кој што патим си ја поминавте и по промотивна цена, сега ќе биде 27.000 денари. Значи, следно, Менде продолжува, значи, да расте со огромен раст од 500 до 1000 фанови, на 400-500 дневно расте. Значи, Опа, бато. Одиме The Beauty of Travel. Во 11.800 фанови. Значи, последните неколку дена расте со темпо од 400 до 500 фанови дневно. Тек ќе биде, значи, неговата 152 шера, тек ќе биде неговата страна популарна и со тоа ќе биде успешен. Значи, тоа е тоа кога се работи, сакам со овој чекор да ги охрабрам сите тек следуваат финтина, чак Норис Супермен, можеби тука ќе се вклучи Бетмен, ќе видиме, кои што сериозно ќе ви помогнат да ги кренете посетителите, приходите на вашиот сајт, значи одиме понатака. Тоа е тоа. Сакам да ги поздравам сите од група 22 да продолжат многу да работат, од сите претходни групи. И од сите претходни групи да максимално се заангажираат, затоа што овој е тек само почеток за мене. Ќе го гледате во некој следно видео, до каде ќе стигне дечкото, што е така страшно напален и мотивиран да успее. Значи, вкупно како заработка, малце да ги мотивираме дечки. Заклучно месец септември 450. Ајде, Владимир, повели, кажи ми ти најдобар ден, колку вкупно, кој ти е сајдот? Која ти е целта, кажи ми колку пари сакаш да заработиш? Во ден. Па не сум размислил колку сакам, сигурно малку повеќе од ова. Мој сајт е Netcarzon. До сега имам ставено AdSense по месец ден. Месец и 10 дена, има околу 400 евро до сега. Дај Иван да очуем. Јас сум Иван. Иван не ни кажа, се провлечи. Најуспешен ден, вкупно колку пари, кој ти е сајтот и продолжи. Иван Милков, newcarsref.com.
Сајтот го работам со Кейв, што се вика, кога го работам. А гледам да го работам почесто. Значи, факт е дека кога се работи пари има. Ефекти има. Со линкови сум тапат. Значи, од Google ми доаѓаат некои посети по клучни зборови. Глобала претежно е Фејсбукот кај мене. Имам некоја стагнација од кој ми е украдува на мене први Фејсбук страната. Значи, ја бе првиот. Мислам, сите што сме тука, што мене ми украдува. Првата жртва. И сега се борам со нов Фејсбук, нова Фејсбук страна, да ја дигам, слабо ми иде. Али окей, значи кога работам, кога ќе направам добар пост, знам да стигнам значи до 3000 посети, 1500 посети, 2000 посети. Кога не работам, 200, 300, 500, 150. Значи најак дел ден со заработка ми беше, сега скоро да кажам, скоро. Овој месец беше 60 евра ми беше дневно заработката. Месецов ќе имам околу скоро 300 евра. Ајде, Зеко, за Зеко, да ни кажеш колку вкупно имаш што се заработи на цел? 300 евра месецот. Ама вкупно колку? 900. 900? Да. Ајде, за следна средба да поеш. Не, јас сум задоволен со 10 евра. Не сакам. Значи не е 10 евра ништо. Не. Треба појако да биде. А појако, после кога пажеш ќе е криво. Сигурно 300 евра месечно, 400, 300 евра сигурно. Повели? Ја скрично од Мирко. Не се плажеме. Со ини две хакерчина од Струга имаме наша друга страница. All World Cities. Името е бомбастично. По 70 евра маваме на ден од други реклами. Да кажеме то Евенс. Све Евенс, Ријана, Мијана, билети, градови сами постираат. Од ваша страна. Значи од ваша страна, само момент, што да вам кажам. Значи ова од ваша страна е потребно никако друго предзнание освен средно ниво на англиски јазик со тенденција за подобрување на тој англиски јазик. Активна употреба и подобрување. И други, да се знае, други технички знања не се некои потребни. Значи потребно е само се знае да се провери имейл, да се логираме на Facebook, да искомуницираме, лайк, шер, тие работи. Тоа е потребно. Од ваша страна е сега нели нормално да имаме желба да напредуваме, да имаме желба да работиме, да работиме дисциплинирано секој ден. За да стигнеме до некои такви бројки, кои што мислам дека вредат. Дека што всушност опфаќа обуката од наша страна. Значи покрај вашето време и дисциплина што треба да ги посветите на сајтот, не можеме ние ништо да ви сработиме, ние можеме само да ви покажеме патот и да ви бидеме максимално подршни на тој пат. Како се одвојат часовите за обуката? Часовите се 2 пати неделно. За луѓе што се од Скопје и што доаѓаат често од Скопје, часовите се 2 пати неделно по 3 сати. Значи понеделник и четврток, вторник и петок. Така му дошло. 2 пати му дошло. За луѓе што се надвор од Скопје, имаме посебен термин, еднаш неделно 6 сати. Обично е во сабота, али може нешто флексибилно да биде, обично е во сабота. Тој термин. Сега, покрај тие часови кои што траат, значи 2 пати неделно по 3 сати или еднаш 6 сати, во време трајање од 5 до 6 недели, зависно колку е групата активна, колку е напредна. Секој од вас добива комплетен сајт кој што до некаде е разработен и има комплетни знања за да може тој сајт да го проработи. Понатака да продолжи да го промовира, да го развива. Сите часови од секоја група посебно ги имаме во видео формат. Најден форум кој што е затворен само за посетителите на обуката. Значи само тие имаат пристап, никој друг. Секој час е снимен во видео форма и во HD дефиниција, значи high definition. Со тоа што, значи се она што се случува на екран, на прожектор и нашата аудио комуникација таму на час е снимена за да може да си го погледнете на дома, значи да си повторите што сме учеле. Значи сите материјали ги имаме во видео форма. Понатака, после завршување на обуката вие сте спремни да работите, но низ работа тоа ќе ви се појават дополнителни прашања, проблеми и предлози. Имаме неограничено време на поддршка на форумот. На тој форум секој прашање генерално е одговорено
за многу пократок период, али генерално во рок од 24 часа. Освен сабота, недела, евентуално недела. Така. Понатак, покрај таа неограничена поддршка, да речеме, следува и еден период на групни средби. Значи имаме месечни групни средби, после завршување на обуката, заедно со другите ученици од другите групи, со нашите нормално колеги тука, за да се видиме докаде се. Кој работи, кој не работи, да го потурнеме малце, кој што работи, да му укажеме на некои работи, да може побрзо уште да напредува. Исто така и од овие порани ученици, студенти, да речеме, на оваа обука, заеднички да не пренесат некои искуства или проблеми кои што успешно ги решиле претходно. Не треба некој посебен талент, не треба нешто кој знае што, али треба дисциплина и работа. Тоа не можеме да го сработиме за вас. Можеме само да ви кажеме како да го тој бизнис модел кој ще се учи на обуката е имплементиран во десетина сајтови мои. Значи на таков начин супер функционира. Дури цело моје потосно семејство, значи сопругата, татко ми, мајка ми и некои други роднини, пријатели, бивши работени, сите тие се на некој начин вклучени во некои проекти мои. Дори поранешни ученици, кои што посебно се покажале за обуката, моментално е таков пример е Борче, тука ни е присутен, тој е сега дел од нашиот тим. Да. Добро и сопругата. Да, Борче и другиот Борче, кој што си го работи најуспешно на неговиот сајт, е најуспешен ученик од целата обука до сега. Сега ќе им дадем спорт, ќе си кажат баш што имат. Значи, буквално за луѓе со таков квалитет, кои што посебно се истакнуваат, односно се посебно работливи, има и други дополнителни бенефиции, може би предлог да се приклучат на нашиот тим. Сега би сакал да уште нешто само да додадам, па ќе им дадем избор нив. Ќе може после да дискутираме. Значи, што се разликува од оваа обука, покрај тоа што има само видеоформа, имаме ограничена поддршка на форумот, буквално, сега, што ви треба никакви други предзнања, не ви треба програмирање, не ви треба графички дизајн, не ви треба бази на податоци. Не ви треба ништо, се друго ќе научите, ние ве учиме, односно јас сум предавач, само јас лично, че нема никој друг. Не ви треба ништо, само добра волја и време да издвоите. Сега, ние ви учиме менеджерски да работите со сајтот, да го развиете менеджерски, да комуницирате со други сродни сајтови, да остварите контакти со колеги со такви содржини. Значи тоа е тоа. И значи со тоа го популаризирате сајтот. И нови техники, тактики, како што се развиваат. Понатака, значи овој курс не е налик на Word, Excel, Office, некој пакет, кој што ќе го научите и што сме добиле. Значи, окей, тоа е супер, тие се добри вештини да се имат, да се поседуваат, али што сме добиле? Сме добиле само едно побогато CV имаме, пак сме во ситуација да конкурираме за работа. Буквално да молиме некој да не прими, па кога ќе дојде време да зборуваме за подобра плата, да диктираме некои услови, па не знам што. Друга ситуација исто така, што би сакал да спомнаме, дека овој курс не е ни налик на некои курсеви за козметичари, фризери, шминкери. Седо тоа е супер и доходовно, али доколку имаме една почетна инвестиција од 20.000 евра, да речеме, па да отвориме свој салон. Тоа е супер. Али ако сме на другата страна, значи го имаме квалитетот, али сепак ќе мораме да работиме некаде. За некоја, да речем, благо, нестимулативна плата. За разлика од тоа, со оваа обука за креирање и развој на бизнес, на интернет бизнес, имаме еден докажен бизнес модел кој што треба да го имплементирате и да направите вебсайт, значи ваша задача би била нови содржини да има редовно и да ги промовирате тие содржини. Значи треба да се во текот на обука да се вклучени такви активности, значи начини на доаѓање до информации за вашата тематика, која што, значи начин на прибирање на информации кои што ви користат професионални новинари од кои што работат во CNN, NBC, BBC, значи таков тип на пронаоѓање на вести. Сите тие информации нови во врска со вашата област, темата која што ја обработувате, погледнати од ваш ъгол и презентирање на сајтот. Тоа е потребно.
Здраво, јас сум Кире Здравески. Со обуката започнав во септември месец, на 26-та група сум. Со се. А месечната заработувачка практично оди со напредокот. Во Нормално. поглед на месечната заработувачка и досегашната вкупна заработувачка, што би можеле округло да ми кажете и од ваш Месеч, аспект? сега дневно од 80 до 100 евра. Значи околу 2000 евра збориме месечно. Сега може некогаш и повеќе да биде, некогаш помалку, ама тоа нормално не е. Тоа е до какви стати, колку ќе работиш, како ќе се погоди, значи има многу фактори кои се клучни за успех. Не е значи само дека ако напишеш 10 стати дека ќе успееш, или треба и работа и упорност и нормално тоа што се учи на обуката да се применува. Инаку, на крај, или при крај, што може да кажеме, или за следниот, односно наредниот период, која е вашата цел за наредниот период? Целта во наредниот период ми е да работам со тоа што имам започнато и од тоа да живеам и да никогаш веќе да не се замарам со нормално барање работа и да работам Ајде за сега би други. го поканил Борче од Велес. Буквално не е можам да кажам најуспешниот ученик и дисциплиниран, си работи. Буквално како чекич, так, си работи неговата задача сега. Брка и секоја недела посетителите на неговиот сајт се зголемуваат. Еве ти ми каже точно кои максимални приходи, што стигнал, до кај стигнал, да го оставам него буквално. Здраво на сите. Овака мојот сајт е за здрава исхрана. Значи информации за здрава храна, за здрав начин на живот. Моментално Сајтот приходите, може да го прикажеш. приходите ми се 15-20 евра просек на ден. И што правам, мислам, за работа? Секој ден пишување најпрво текст за вашиот сајт, потоа гостински текст и рекламирање на социјалните мрежи, на Facebook, Twitter и тоа. И принцип. Ево, ова е мојот сајт. Повели заедно работат во тимот со неговиот брат. Неки прашања по името. Вака секој научи од обуката, тука стоат категории и ќе пишувате највеќе што е најбарано, има се тоа од обуката, се ќе ви дадат. Нас ние доста развиен Фејсбукот, од таму ни доста посети, може да видите 8048, некој до сега може го сретнал сајтот на Фејсбук, не знам, некој спомна Healthy Food House, може го имате сретнато. Сега би сакал да им дадам збор, ајде прво Борче, значи колегата кој што видите ми е партнер во фирмата. Често пати се добива прашањето, окей, Мирко си презентира, но веќе има резултати постигнато. Како е да се биде нов почетник? Значи, ја практично ги завршив обуките во ноември, меѓу првите. Така да, искрено сајтот, едниот сајт почнав да го работам негде средина на јануари ефективно до сега. Сега сум веќе 20 јануари веќе приклучен кон тимот покрај партнерска работа на одредени сајтови заедно, делумно како поддршка за сите што учествуваат во обуката, техничка поддршка. Вчера имаше случај, баш сакаме да поставиме прашање на некој што бил, односно е пресен ученик. Така да сега би сакал да дадам можност секој да си праша, малку сум помнастинат за тоа вака иззвучам. Можете слободно да прашате како изгледа и што и очекува да бидем почетник во оваа сета работа. Значи, ја конкретно работам на сајт со графички дизајн, за визит карти. Не сум графички дизајнер, значи ги менаџирам, ангажирам графички дизајнери кои што работат за мене и само ги промовирам, односно ги менаџирам нивните производи на интернет. Значи, идеите, како што кажа Мирко, секој си има идеја, секој си има своја област на действување, но тоа е све процес кој што понатаму треба да се развива.
сајтот би било исклучиво на англиски или на македонски? Не, значи од сега се воведува модул и на македонски. Нови резултати што ги видовте не може да се споредат ако е сајтот на македонски. Значи ти биде помала сума дефинитивно, али има простор. Еве исто така и сопругата моја почнала овој сајт на македонски ослабите.мк, тој можеби некој го сретнал. Сега е прилично млад, ти има и видео емисии. Така е. Обуката е компатибилна, дали е македонски или англиски е компатибилна. Исто што се разликува е материјалот, дали ќе биде на македонски или на англиски презентиран. Али нормално кругот се сведува пак на некои 2 милиона луѓе, теоретски. Може убаво е да до некој ниво, да речеме англискиот јазик да се продолжи, да се активно да се употребува и да се стигне до некој подобро ниво за догледно време. Да. Приходи, кажи, слободно да кажеш си. Добро, сега за Тој приходите ги брои во раки. Секој евро по една рака. Така сме говорили. Значи сега моментално се стигнат овие денови околу 7 евра дневно за 3 месеци работа. Од 20 јануари нема ни 3 месеци целиот, кога што се најде правилниот концепт. Че имам малку по-различен тип од други ДВФ со тоа што повеќе истражував. За конечно да се сведам да нешто што е комерцијално и да го фатам да го работам како што треба. И кога ме беше хакнат првиот 20, прилика 20-22 јануари конкретно го реализирав сајтот да веќе денеска добивам по 7 просек 7 евра дневно. Со тоа што за 2 недели планирам више да отворам интернет продавница на тој сајт, каде што ќе бидат дигитални производи во продажба понудени од дизајнери графички во Македонија. Тука ја користам онаа шанса на не сме баш ефтина работна рака во поглед ако земеш и филипинци, индици кои излезеш на светски пазар се поевтини од нас, али се трудам да го покажам квалитет. Тоа е тоа. Имаме инвестиции, ама имаме и поврат на инвестициите. Сајтот се развива страшно, значи приходот гледано отприлike иде 4 пати неделно се зголемува вредноста на добивка. Значи сајтовите, односно сите ученици, сите сајтови се на една ранг листа. Јас ви Баш се прашувам, развива. извинете, Да, да. на кој начин, мислам, кои се избори на нивниот приход моментален? Google Конкретно. AdSense. Google AdSense. На кој начин? Значи, Добро, вака. Мене, например, не ми е јасно. Ја ти ви објаснам за тоа. Може само тоа и чекајте малку. Значи, вака, Google AdSense, што е, сакам да објаснам малце заради тоа. Има, ние, значи, обуката е така замислена да вие не се грижите за почеток за реклами. Туку, вие се грижите само за содржините. Она што е интересно се пласира на таков начин, со бомбастичен наслов да не може човек да го промаши. Например, тајните рецепти на јапонските 100 годишњаци, кои што не сакаат да ги откријат тајните рецепти за долг живот на јапонските 100 годишњаци, кои што не сакаат да ги откријат ни по цена на живот. Или 17 исклучително тајни рецепти на британската кралска кујна. Или така нешто. Значи нема никој да одоле на таков наслов. Мотивирачки наслов. Да, да. И слично, на секоја тематика ве обучуваме да давате такви наслови. Значи такви наслови неодоливи. Бомбастични, неодоливи. Значи кога се појават на Google 3-4 резултати, вашиот стрчи едноставно. Мора да кликнат кај вас. И сега уште нешто, цел е на обуката да ве обучи вие да правите содржини на вашата тематика, да барате и да ги преработувате тие информации со своји зборови, да ги пренесете не на хартија, туку на сајтот. И дефинираме само рекламни места, каде ќе стојат рекламите. Рекламите се автоматски подесени, значи во дел од секундата, тоа е во соработка со Google. Приходите од Google AdSense се во соработка со Google и се на соодветна страна, например, за ова Herbal Oil for Skin Care, кој ќе се кликне, таму треба да се појават реклами соодветни на насловот на текстот. Значи, затоа на почеток истражуваме нели ваша тема, блиска до ваши познавања, до ваши желби, страсти, да речеме пасија некоја, али темата истовремено да има голем број на луѓе од Америка кои што пребаруваат на таа тема. Така да има интересенти од Америка. Потенцијални имуштери и посетители на нашиот сајт. Групите? Да, за да можам да